Во нашето студио е професор доктор Бранимир Јовановиќ. Бранимир, добро утро. Добро утро. Бранимир Јовановиќ е познат меѓу другото и како доскорешен, валда е уште доскорешен советник на министерот за финансии претходниот на Тевдовски, кога поминавте во Министерството за финансии година и пол. Две години. 2 години. Така барем имавте прилика од блиску да видите како се одвиваат финансиските текови во државата. И реалната политика. Така, и реалната политика. За тие две работи е и поводот за ова видување овдека, бидејќи пред некој ден објавивте една многу занимлива анализа, еден текст кој што има технички наслов, па и не е само технички, кој што се вика богатите, сиромашните и COVID-19. Бранимир, де факто оваа светска пандемија нанесе силен удар не само врз економиите, туку би се рекло врз моделот на кој што се темели економијата во светот и дека бидејќи последиците се веројатно пострашни од големата депресија од 30-тите години, ова што сега се случува во светската економија ќе бара уште кој знае колку анализи и така натаму. Сепак, првичните податоци за тоа како се движи таа релација помеѓу богати, сиромашни и пандемијата. Тоа го елаборирате во текстот. Малку повеќе за тие тези. Да, значи мојата теза е дека оваа економска криза не е толку страшна гледано на агрегатно ниво. Например, ако гледате колку ќе падне нашиот GDP оваа година, најстрашната проценка е дека тоа ќе биде 4%. 4% пади не е многу, затоа што тоа ќе наврати негде на крајот на 2018 година, кога всушност и не се живееше толку лошо. Поголем проблем е што ефектите ќе бидат асиметрични, односно нема да ги опфати сите исто. Се смеам бидејќи ме потсетува на вицот за сармите. Ќе јадеме сармија, ма некој повеќе без, други повеќе лисија. Токму тоа е поентата и тоа е всушност една критика на вкупната економска мисла во изминатите, не знам, 40 на 50 на години, затоа што се фокусираше на агрегатните, на просекот, односно на сармата, а не на тоа кој јаде месо, а кој зелка, а кој ориз. Тој и поентата на таа моја колумна, затоа што оваа криза ќе падне несразмерно повеќе на грбот на поранливите, а тоа се посиромашните, работниците и другите, да кажеме, обесправени и обезгласени групи во општеството. И ја на оваа криза гледам пред се како на нешто што ги покажува сите слабости на постојниот тековен систем. Да појаснам, на овој неолиберален капиталистички модел на економија. Точно, на неолибералниот капитализам, точно. Зошто? Затоа што гледаме секој ден со кризата, особено во Америка, затоа што тој најголема држава има најмногу податоци, но и сегде другде во светот, дека различни групи на луѓе се различно погодени. Например, од почетокот на кризата до сега во Америка, околу 39 милиони луѓе останаа без работа. Тоа е скоро, 13% од населението. Стапката на невработеност во Америка во април е околу 14,7%, во мај се уште нема податоци, но ама вчерашните цифри беа страшни. 39 милиони. Вчера ја објавија дека плюс уште неколку милиони за да стигне со сетија, да. Значи се очекува во мај стапката на невработеност во Америка да достигне 20%, што е повеќе него кај нас. Замислете, ние нели важиме за една од земјите во Европа со највисока стапка на невработеност. Во Америка таа ќе ја надмине нашата, што покажува всушност дека системот е трул. Системот не функционира онака како што треба. И кај нас се видливи ефектите, можеби не толку затоа што немаме толку податоци, но сепак се видливи. Највидливо според мене, неколку најеклатантни примери се тоа што гледате дека големите фирми се исплаќаат дивиденди во оваа криза. И банките, но и некои други големи фирми, додека некои други фирми кубурат со тоа да исплатат плати на вработени. Луѓе остануваат на улица, а големи фирми се исплаќаат дивиденди. Пред да придеме и на домашните детали, па и на меѓународните, вие го проблематизирате, што инаку не е никаква новина, но е сепак веројатно моментот таков да ги оправдува тие тврдења, дека прочуената, еден од главните принципи на неолибералниот, па и на капитализмот воопшто е оној така наречен trickle-down ефект. Тоа значи дека колку се побогати богатите, толку повеќе ќе се симнуваат парите и на посиромашните, бидејќи моделот ќе бара да сите имаат пари за да може да се движи економијата. Се испостави особено во изминатите веројатно 2 децении дека тој trickle-down ефект не функционира. Агрегатно богатите се побогати, значи парите се тука, само што богатите се побогати, сиромашните се посиромашни. Тоа е суштински проблем кој не може да се надмине или е сепак само резултат на можеби некакви прилагодувања кои веројатно преку даночната сфера ќе мора да се бараат во целиот глобален економски модел како да се коригираат тие движења. Да, одлично кажавте ова. Да, значи поентата е во тоа што тоа не е нешто што мора да биде така.
во природата на капитализмот е да го концентрира богатството кој е мал број на луѓе, и Тома Пикети, познатиот француски економист, веројатно најпопуларниот економист на денешницата, во неговата позната книга Капиталот на 21 век, тоа добро го документира. Значи тоа е природната, да кажеме, постулат на капитализмот, но тоа не зачека мора да биде така. Со државна интервенција тоа може да се смени. И во најголем дел од 20 век не било така. Например, по Втората светска војна, од период на Втората светска војна до 80-тите отприлика, имаме ние период на 3-4 децении, кога имаме висок економски раст секаде во светот и голема улога на државата во економијата. Добро, тоа е познатиот социјалдемократски модел за социјална држава, пред се во западните нордиски земји, така дури во Америка. Дури во Америка. Затоа што многу луѓе не знаат, но ќе го кажам тоа. Највисоката даночна стапка во Америка во периодот од Втората светска војна до 80 до 70 и некој година изнесува дури 90%. Значи најбогатите луѓе од доходот, ако оствариле, не знам, 1 милион евра, 900.000 од тие 1 милион ќе дадат на државата, а за нив ќе останат само 100.000 евра, 100 долари, не се евра. Поентата ми е дека може да се смени таа, да кажеме, природна состојба на капитализмот, да го концентрира богатството кај мал број на луѓе, со тоа што ќе има голем улога на државата, високи даноци за побогатите, земање на тие пари од страна на државата и инвестирање во економијата преку социјална заштита, образование и инфраструктура и други работи. Вие сте познат по тезата уште пред неколку години и таа жестоко ја браните во јавните настапи така натаму, кое што е одека прикажено на оваа табела што имаме кај нас, ќе ве замолам да ја прокоментирате, дека Македонија е практично во Европа единствената земја каде што богатите се најмалку оданочени, а сиромашните примаат во просек најниски приходи. Малку повеќе за тоа? Да, значи ако претходната табела само ако може да ја видиме. Да, претходниот графикон покажува колкав дел од доходот што се остварува во една држава во една година завршува кај најбогатите 1% од населението. И гледаме дека на пример во Холандија најбогатите 1% од луѓето земаат околу 6% од вкупниот национален доход. Гледаме како е во другите држави, гледате дека во поголем дел од европските држави тоа е под 10%, ние сме на врвот со 14,4%. Што значи ова? Ова значи дека ако на пример вкупниот личен доход што бил остварен во 2017 година бил 3 милиарди евра, од тие 3 милиарди евра 400 милиони, односно 14%, завршиле кај најбогатите 1% од луѓето. Тоа понатаму значи дека просечниот доход од најбогатите 1% од луѓето е 14,4 пати повисок од просечниот доход на сите во државата, односно конкретно за Македонија, просечниот доход во таа година бил околу 350 евра за сите луѓе, најбогатите 1% имале секој месец во просек околу 5000 евра. И тоа се само најбогатите 1%. Може да се концентрираме на најбогатите 0,1%, кои што имаат уште повеќе. Сега зошто е тоа така? Затоа што помеѓу останатото и затоа што даночниот систем е таков. Ќе кажем еден пластичен пример. Најплатените директори во држава, 250 луѓе се тоа, имаат плати сите од нив над 10.000 евра. Во просек 20-30.000 евра месечно. Тие плаќаат придонеси за социјално осигурување од само 9%, за разлика од сите нас други кои што плаќаме 28%. Значи нивната ефективна даночна стапка е, 18%, а нашата е 33%. Значи тие плаќаат многу пониски даноци од останатите луѓе во државата, што им овозможува да го зголемуваат нивниот доход и нивното богатство. Логично е прашањето зошто системот, како да кажем, властите, бидејќи сепак се работи за не само за една власт, што е пак сега враќање кон идеолошките модели на нашите власти, дали воопшто имаат идеологии или е идеологијата капиталистичка кај сите, зашто тоа е дозволено, зашто тоа се дозволува и зашто тоа, ако не е погрешен зборот, се толерира. Зашто едно е да е моделот погрешен, друго е да се работи, мислите, за притисоци, корупција, приближување кон крупниот капитал, слушање и така натаму, или можеби е резултат на неорганизираност на целиот друг голем сектор наспроти овие неколку проценти од најбогати кои што се добро организирани и успеваат своите барања и своите, како да кажем, да ги достават до владата и да ги остварат. Па тоа е поентата на неолиберализмот, затоа што разликата помеѓу неолиберализмот и останатите, да кажеме, претходни видови на капитализам е што тој декларативно се залага за слободни пазари, не мешање на државата во економијата и слично, ама во суштина тој се сведува на тоа богатите, моќните луѓе да ја окупираат државата, да ја заробат државата и државата да работи за нивен интерес. И тоа го имаме сегде и кај нас со поставување на министри, на луѓе на министерски позиции, но и во Америка кога
гледате дека можеби не председателот и другите главни функционери се поставени директно од финансискиот сектор, да кажеме, но нивните советници се. Трамп сигурно е представник на финансискиот сектор. Дури без да не е разлика Трамп. на колоритната биографија на банкроти и така натаму. Трамп е еден, а претходните не биле такви, но нивните главни економски советници биле такви. Значи суштината е во тоа што богатите и моќните поставуваат нивни луѓе на клучни економски позиции во државата и преку нив влијаат на креирање на политиките. И ова не е само да кажеме некоја екстремна левичарска позиција, туку вие имате на пример на универзитетот во Чикаго, кој што важи за да кажеме баш либерален универзитет. Чикашка школа, да. Тие постојано во последниве години има една група на луѓе таму кои што постојано зборуваат за тоа разлика помеѓу про-бизнис и про-маркет однесување. Обама беше професор по уставно право на Чикаго, така што можеби походниците се среќавале со своите колеги. Со тоа што правната школа малку поинаква, економската школа е различна, но сакам да кажам дека и таму има луѓе кои што викаат ни требаат слободни пазари, а не економија која што ќе биде водена од бизнисмените. Сакам да кажам дека на некој начин веќе јасно е дека државите се окупирани од моќните, но вистинското прашање за мене е како тоа да се смени. И сега во светот тоа е многу потешко да се каже како да се смени. Не знам, ја не можам да кажам зашто Берни Сандерс не може да победи на изборите во Америка, затоа што веројатно структурите таму не го поддржуваат, но не знам точно како функционира тоа таму, но кај нас можам да кажам дека суштината е во тоа да не се дозволи економските политики, односно клучните економски позиции да бидат креирани од страна на, да кажеме, бизнис лобито, на бизнис заедницата во државата. Односно мора да поставувате на клучни економски позиции и да им давате слобода тие да работат како што сакат, луѓе кои што имаат јасна свест за тоа што е јавно добро, јавен интерес, луѓе кои што имаат компетенции за тоа каква политика да се води и слично. Сега ние имаме една перверзна ситуација. Добро, ама само да направиме еден мал упат. На крајот на криштата, барем во нашиот случај, на тие позиции секогаш доаѓаат или ајде да кажеме 70% случаите, произволна е статистиката што доаѓаат универзитетски професори, како вас, како не знам, дали сакате Трајко Славевски, дали сакате, говорам како представници опозицијата и од власти, тоа се во главно се тоа универзитетски професори. Не е баш така затоа што сега да кажеме главната личност за креирање на економските политики е Нина Ангеловска, која што дојде од бизнис заедницата. Таа беше и во комората, да не го забораваме. Претходно бевте 20 клучни луѓе ама го имаве вице-премиерот Анѓушев, кој што да кажеме влечеше на другата страна. Тоа е таа желба за баланс. Ама не можете да имате баланс. Значи, тоа е главната грешка на, да кажеме, овој третиот пат, односно овие нашите социјалдемократи што пробуваат да направат баланс. Не функционира тоа. Баланс, обид да се направи баланс, значи обид да се седи на две столици и тоа се знае како завршува. Или седите на столицата на бизнисмените, или паѓате на земја. Дали е така, бидејќи поминато низ искуство на практична работа во една влада? Животот е сепак многу поколоритен отколку квиз прашања да или не отколку две столчиња. Бидејќи кога овдека би седел представник на Стопанска комора или голем бизнисмен, тој ќе ги раскаже своите маки исто толку колоритно колку што ќе ги раскаже маките еден синдикален водач и така натаму. Дали во државата сепак не е потребен некаков баланс? Ние може да разговараме дали е балансот сега нарушен, но веројатно се боревме за капитализам, нели во социјализмот тоа поинаку изгледаше, ама тој систем пропадна заради собствените недоречености и неефикасност. Апсолутно е потребен. Како да се стигне до тоа? Апсолутно потребен баланс, но баланс во насока на повеќе за работниците и сиромашните, затоа што сега целото тежиште е поместено на другата страна. Ги видовме бројките за нееднаквоста. Значи ние имаме највисока нееднаквост во Европа, односно најголем учество на богатите во економијата, паралелно со тоа имаме и највисока сиромаштија. 22% од луѓето живеат во сиромаштија. Од нашиот GDP, кој што изнесува, да кажеме грубо кажано 10 милиарди годишно, пола, односно 5 милиарди, се профити за компаниите. 2,5 милиарди одат за државата, 2,5 за работниците. Значи, компаниите зимаат скоро двојно повеќе од тоа што зима државата и тоа што зимаат работниците. Нигде во Европа не е така. Заради тоа е потоа буџетот средства за социјални. Ама буџетот кај нас е многу мал. И тоа е еден мит кој што јавноста често пати го перпетуира, дека ние имаме голем буџет и слично. Не, ние имаме многу мал буџет. Нашиот буџет е 32% од GDP. Развиените европски држави имаат над 50. Значи ние, Албанија, Косово, тие сме државите што имаат буџет од околу 30%. Сите останати земјите ги Хрватска, Словенија, со поголем буџет би можело да се интервенира поинаку
инаку во реалниот Апсолутно, и живот. повеќе пари за социјална помош. Добро, ама и како да повеќе се пари за соберат парите здравство, тога? Што е тоа со без даноци, со прогресивни даноци, за со прогресивни даноци, пазете, ние воведовме еден прогресивен данок кој што беше многу млак. Ја иако бев дел од тој тим, сепак признавам, дури тогаш признавам дека тоа е млака реформа, но за мене тоа беше paradigm shift, што се вика, односно поместување на парадигмата од рамен данок кој што го имаме десетина години кон прогресивен данок кој што сега го почнуваме и требаше патот да продолжи кон тој прогресивен данок да расте, да стане се по-прогресивен. И тоа е патот кој што треба да се следи со мали чекори во насока на. Може ли буџетот да се полни, особено дури овој буџет кој е 30% од GDP, тоа не за некој кој било 50%, може ли да се полни со драстично зголемување даноците на овие 250-300 луѓе? Апсолутно. Еве сега ги кажам некои конкретни бројки. Тие 250 луѓе, ако само таа основица за пресметка на придонесите им се зголеми, односно се напри да плаќаат исти придонеси како што плаќаме ние, ќе собере државата повеќе од 10 милиони евра годишно. Имате значи најпрофитабилните. Тоа ми звучи како само да ви кажам сите бројки. Мини цифра. Само да ви кажам сите бројки. Имате најпрофитабилните 200 компании во државата, сите тие прават добивки, чисти добивки, повеќе од 1 милион евра. Значи не се тоа мали фирми, тоа се големи фирми. Тие фирми плаќаат ефективна даночна стапка од 8-9%. Ако им воведете на нив прогресивен данок за добивката, нето добивката што ја прават над 1 милион евра, државата ќе собере 100 милиони евра годишно. Тоа не се мали пари. Ако воведеме вистински прогресивен данок, на пример со 3 стапки, не оној што ги имавме ние со 2 стапки, него со 3, 10, 20, 30%, над 1500 евра и над 2500 евра, значи тоа не е нешто радикално. Пак 3 стапки, 30%, како што имавме на почетокот на 90-тите до 2000 некоја година, државата ќе собере повеќе од 50 милиони евра. Значи само со овие 3 промени кои што се релативно маргинални, вие собирате повеќе од 160 милиони евра. Тоа не се мали пари. Тоа ќе возможи многу инвестиции и во здравство, и во образование, и во социјална заштита. 160 милиони евра не се малце. Какви се така што може и постои голем простор. Какви се компаративните искуства во други земји од овој тип, па да кажеме и балкански, така во однос на даноците? Значи даноците, тука исто има еден мит дека сите наши соседи или во регионот повеќето земји имаат рамни даноци. Тоа не е точно. Еве да ги земе нашите соседи. Албанија нема рамен данок. Албанија има прогресивен данок, го сменя пред 5 години од прилика. Грција нема рамен данок, прогресивен со 2 стапки, 24-36 ако не се лажам. Бугарија има рамен данок, да. Србија нема рамен данок. Србија има малце чуден даночен систем, на еден доход се плаќа 10%, на друг доход се плаќа 20%, но тоа не е рамен данок, значи имат различни стапки. Косово исто така нема рамен данок, Косово има прогресивен данок со ниски стапки, да, 2, 4, 8, 10, така нешто, многу ниски стапки, ама сепак е прогресивен. Така што ако го земете самото наше соседство, и тука не доминира рамниот данок, скоро сите земји имаат прогресивен данок. Рамниот данок е всушност една приказна која што почна негде во 90-тите после транзицијата и почна во Источна Европа. Прво балтичките земји го воведоа во 90-ти некоја година, и после тоа се ширеше на исток во Источна Европа и вкупно, мислам 18 вкупно источноевропски земји имале рамен данок во еден период или друг, но многу од нив го напуштиле. Чешка го напушти, Словачка го напушти, дури и Летонија, која што беше една од првите балтичките земји која што го воведе рамниот данок, го напушти пред некоја година. Затоа што сваќаат економиите дека не ги дава ефектите што тој ги ветуваше. Ја сега правиме едно научно истражување на таа тема, тој треба да излезе во блиско време, каде што ги документирам со ригорозни економетриски податоци ефектите од рамниот данок и се покажува дека единствените ефекти што тој ги имаше ги намали приходите на државата и со тоа инвестициите во јавните добра и ја зголеми нејаднаквост, односно ги зголеми разликите помеѓу богатите и сиромашните. Професор доктор Бранимир Јовановиќ, разговараме за моделите на капиталистичките економии и за она што се случува во Македонија. Ние, како и да е, веројатно во некое догledно скоро време ќе одиме на избори. Бидејќи во Македонија во изминатите месеци непланирано обстојува една техничка влада која што го знаеме историјата од сега, да не го опишуваме зашто, како и што се случува и така натаму. Меѓутоа, веројатно и овие избори нема да се водат повторно на овие теми за кои разговараме со вас, значи даноци и така натаму, туку ќе се водат повторно околу некакви ургентни воредни проблеми како што се здравствени кризи, важни се разбира проблеми, не е тоа шега. Кога ќе стигне во Македонија да се бира или да паѓа вас според вас во однос на тоа што прави со овој тип на распределба во
во општеството. Кога имаме сериозно идеолошки партии и СДСМ, ова сакав пријеска да го кажам, сега ќе го кажам, СДСМ почна да оди по тој пат, односно почна да станува, да кажеме, сериозна социјалдемократска партија во времето на груевизмот. И вие имавте на претходните избори за прв пат во нашата историја, барем колку што јас следам, програма на СДСМ која што беше јасно идеолошка. Таа програма на СДСМ ја 90% ја поддржувам. Таму имаше прогресивен данок, таму имаше ова кратење на максималната основица за богатите, таму имаше данок на богатство, таму имаше поголема социјална помош, таму имаше поголеми вложувања во здравство, образование, инфраструктура. Значи сите оние мерки за кои што јас се залагам беа во таа програма. Дури потоа и влегоа, се формализира во програма за работа на владата, но не се реализира. И тоа е всушност нашиот проблем, што партиите едно ветуваат пред да дојдат на власт, после тоа кога ќе дојдат на власт забораваат на ветувањето. Да ве прашам, бидејќи имате искуство и непосредно и поминавте ни сето тоа. Зоран Заев е човек кој што се вика self-made. Значи тоа не е човек и неговото семејство кој е добило нешто од приватизација и така натаму, па се збогатило и потоа ја знаеме таа класична приказна. Тој потекнува од работничко семејство, татко му е магационер и така натаму, а и човекот не крие дека голем дел од семејството, освен што му се занимава со бизнис, се занимава и со напорна работа за тој бизнис да врви и така натаму. Што е проблемот тогаш со првиот човек на Социјалдемократскиот сојуз, ако веќе констатираме, барем вие велите дека има идеолошки проблем? Што е, потпаднате под влијание или можеби баш и самиот економист по професија? Или не ги разбира овие работи за кои што говорите? И двете работи со тоа што да, мислам дека е потпаднат под влијание, односно тој самиот кажа, избра практично главниот креатор на економски политики во неговата влада да дојде од бизнис заедницата. Тој кажа дека тој го понуди столчето на вице-премиерско место за економски прашања на Стопанската комора. И тој го избра својот прв советник за економија да биде од тоа бизнис лоби и потоа тие му влијае многу на него. Тоа е првото. Второто е што мислам дека тука фали идеолошка надградба, односно тој постојано вели ние сме левичари, јас сум левичар, јас сум за сиромашните и слично. И мислам дека он стварно го мисли тоа. Он стварно сака да биде левичар и да им помага на сиромашните. Он е народски човек, он е но она што му фали на него е што прво мора да свати дека помагање на луѓе и да кажеме левичарство не значи вие да им делите, не знам, вреќи брашно и зејтин на сиромашните. Тезата ви е системски дека треба да се апсолутно, потребни се системски промени, односно вие треба да направите систем кој што на луѓето ќе им возможи своите капацитети, потенцијали, работни способности да ги манифестираат и да бидат наградени за тоа, односно да добијат надомест за тоа. Можеме ли тоа да очекуваме таков концепт од некаква помодерна десница? Бидејќи ако левицава не успева да се искачи до тие, како гледате на ВМРО ДПМН? ВМРО не очекувам ВМРО такво нешто, затоа што гледат. Разлика, барем тоа е мој став, можеби грешам. Ја мислам дека десницата секогаш и секаде се грижи пред се за побогатите. И трикл даун економијата што ја спомнавме, тоа е десничарска економска теза. Дајте им на богатите, тие ќе отварат фабрики и сиромашните ќе работат на тој начин. Ама тие на сиромашните гледат како да кажеме работници, потрошна стока, како на робови да одам малце до таму. Ова ваму е нешто поинаку. Значи Заев никогаш не гледа на работниците како на робови. Но тој мисли дека она што на нив им треба е да им даде она. Што ти треба сега, немаш пари, еве ти дарка. Као нели на просек кога ќе видите на улица, вие му делите милостиња и тоа е окей, ама тоа не е доволно, тоа на него нема да му го смени животот. Значи мора да се направат системски промени за да можат работите да кажеме да тргнат на подобро. И втората главна поента тука ми е што за да направите системски промени, вие не можете да седите на две столчини, да се навратам на претходниот момент. Значи морате јасни да бидете во владата, ние сме за работниците, сиромашните, синдикатите. Тоа не значи да бидете вие непријател со бизнис заедницата, со комората и слично. Вие треба да ги консултирате нив, да им кажувате ова сакаме да правиме, тоа сакаме да правиме, кажете ни ваше мислење и слично. Ама не да им давате моќ тие да ги креираат политиките. Затоа што секаде во светот постои јасна дистинкција. Бизнисмените си водат бизнис, максимизираат профит и тоа е нивната улога. Државата е онаа што треба да се грижи за јавното добро. Бизнисот се грижи за нивно приватно добро, државата за јавното добро. Не сме да има тука преплетување на работи. За крај, Бранимир Јовановиќ, бидејќи ова се разбира, може да биде тема за цел семестар на факултета, не за 20 да бидете во студио. Не ви се чини дека се понекогаш како некој Дон Кихот, дури и помеѓу експертите и професорската јавност, бидејќи сте прилично осамен, можеби јас грешам сега, не ги следам можда толку детално трендовите, сте прилично осамен во оваа дебата и во оваа насока во дебатирањето. Не слушам дека други ваши колеги
економисти, професори и така натаму се залагаат за вака, би се рекло, порадикални промени на македонскиот економски систем. Гледате, тој не е толку лошо. Не е лошо да бидете Дон Кихот затоа што за мене барем, а мислам дека и за повеќето луѓе, тоа има некоја позитивна конотација. Луѓето не го сваќаат Дон Кихот во негативна смисла, туку напротив во позитивна смисла. Океј, тој не постигнува ништо, ама сепак е искрен и чесен. Но поставивте добро прашање, односно загатнавте, зошто кај нас економистите генерално не се посветуваат на овие прашања. Имаме 23-4 економски факултети меѓу другото, да не кажеме ова бизнис, економија, менаџмент и така натаму. Тоа е дел од приказната за неолиберализмот, освојување на економските школи. Значи вие практично ја ширите таа економска мисла на секаде во општеството и преку медиумите и на многу други начини и преку универзитетите помеѓу останатото кои што понатаму генерираат такви кадри. И тоа е особено присутно кај нас, особено се извинувам што малку одземам премногу од времето, но морам да го кажам, особено на главниот економски факултет е тоа така, кој што преку ноќ практично се сврте од марксизам до 90-тите, до 90-та година, одеднаш преку ноќ луѓето што предава марксизам сега стана главни апологети на капитализмот и на слободните пазари. Така што тоа е малце таква некоја чудна ситуација и тешко се менува тоа, но со тек на време, со да кажеме постепено работење, мислам дека може да се смени. Бранимир Јовановиќ, благодарам за ова гостување. Можеби ние треба повеќе и како говорам и како медиумска новинарска фела да се занимаваме за овој тип на системски проблеми, отколку само дали мерката ова, мерката она дава резултати или потврдила, иако и тоа важно. Па можеби кога ќе се вратат услови за дебати прајање во студија, кои знае дали ќе се вратат и кога ќе се вратат, треба да викнеме неколку ваши колеги и вас за да овие теми на една по дискусија со различни ставови да имаме чии аргументи како стојат. Ве охрабрувам да го направите тоа и благодарам за поканата.